Документи за државен надомест до пензија поднесува кој стаса. Пари има само за тие со непрекинат стаж од 15 години. Ова е клучниот дел од предлог законот кој представници од УНИТ го договориле со министерката Царовска. Прошлиот требаше имаме со министерката, договориме се предлог закон е тај да фирмите што се биле у државна собственост, што се приватизирале, у моментот на работникот кој се приватизира фирмата, да има 15 години непрекин стаж. Тие ќе ги офанеме. Другите збирен стаж не доаѓа обзир. И стажот кој има 15 години во книшката, заведен, а у пензијското има 14 и тоа ќе се признава. Кој период ќе биде опфатен со законот? Границата е од така, до 2016 кои се невработени лица до 2016, од 97 ги прифаќа и тие, од имал дел останале. Ова значи дека голем дел од стечајците кои 3 недели се потпишуваат на списоците на УНИТ, веројатно ќе останат без пари. Ова е вака зашто само мал дел од нив се со континуиран стаж од 15 години во една компанија. Повеќето се со збирен стаж од повеќе фирми, од кои дел во државна, а дел со приватна сопственост. Само во Штип на список се запишани 320 кандидати за стечаен надомест, но прашање е дали одвај половината од нив ги исполнуваат условите. Инаку државата има обезбедено пари за надомест до пензионирање или ново вработување за 3000 стечајни работници.